Во годината во која емисиите на стакленички гасови достигнаа рекордно ниво, екстремни временски настани станаа се почести. Администрацијата на Бајден се фокусираше на имплементација на 2 закона за климата во вредност од стотици милиарди долари. Без разлика дали се работи за електрични возила или соларен и морски ветер, или искрено паметно земјоделство и производство на чисти материјали како челик и цемент, гледаме огромен раст на работни места. Но одобрувањето во март на проектот за дупчење нафта и газ во Алјаска беше сватено како неисполнето ветување од оние кои сакаат целосно запирање на развојот на фосилни горива. Администрацијата тврдеше дека легално рацете и биле врзани. Овој проект всушност веќе беше одобрен во поинаква форма 2018 за време на администрацијата на Трамп, но тоа беше запрено со тужби, а Федералниот суд на крајот побара од Бирото за управување со земјиштето да ја повтори својата проценка на влијанието врз животната средина. Така, тоа беше направено и одлуката падна на администрацијата на Бајден. Откажувањето во септември на 7 закупи за нафта и газ во Арктичкото национално засолниште за диви животни на Алјаска ги смири активистите за зелена економија. Но тоа најде на силни критики од републиканците и неколку домородни американски заедници, предпазливи за промените во индустријата на која се потпираат со години. North Slope е најголемиот работодавач во Алјаска. Тие земаат приходи што ги остваруваат од индустријата за фосилни горива, во овој случај развој на ресурси. Тие реинвестираат во заедниците, а обезбедуваат и вработување во тие заедници. Кои опции постојат за да ја замениме таа основна економија? Едноставно, да се убие ова индустрија и потоа да се продолжи понатаму, ќе биде тешко. Таквите грижи не се изненадување за невладината организација Институт за светски ресурси. Секогаш е предизвик кога имате проблем со локалниот развој и работните места наспроти влијанието врз животната средина и локално и глобално. Така што ќе видите таков вид на дебата. Администрацијата на Бајден прави повеќе за да ги подобри консултациите со домородните групи, но ни предстои долг пат. Администрацијата на Бајден изјави за Гласот на Америка дека има програми за да им помогне на заедниците да направат транзиција кон позелени ресурси за живот и оти планира да продолжи со спроведување на својата еколошка агенда во 2024 година. Продолжете да се обидувате да им донесете економски можности на заедниците кои претрпеле еколошка неправда. Да се гради нашата инфраструктура и нашата економија за да се надпреваруваме во 21 век и да го направиме тоа на начин што ќе препознае дека се соочуваме со вистинска криза. На меѓународна сцена, иако Бајден ја прескокна конференцијата за климата во Дубај, тој вети обнова на климатската соработка со Кина. Светот ќе гледа дали заедничките акции на овие две земји, најголемите емитери на стакленички гасови, ќе се материјализираат и вродат со плод во 2024 година.